Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Новиот состав на Советот на општина Кочани ја одржа конститутивната седница. За председател беше избран Томе Солевски од коалицијата предводена од СДСМ, а изгласани беа и членовите на комисиите што ќе работат во состав на Советот. Со одржувањето на првата конститутивна седница и официјално работно започна мандатот на членовите на Советот на општина Кочани. Најстариот член на Советот Ангел Максимов, кој раководеше на почетокот од седницата, предложи како прва точка во работниот дел да биде верификацијата на мандатите на советниците, што ја спроведе избрана комисија. Честитки за новиот состав на Советот упати градоначалникот Илиев, кој порача дека очекува конструктивна и добра соработка. Ние сме изберени од граѓаните на последните локални избори, гласачите кои во нас препознаа луѓе кои имаат знаење, вештини и можност да придонесат за подобар живот во нашата локална самоуправа. Советот секако дека ќе биде место на вкрстување на нашите различни мислења. Овде ќе разговараме и ќе се договараме за нашите различности и секако ќе донесуваме одлуки кои ќе бидат во интерес на граѓаните. Не чека многу работа. Нема да биде нити лесно, нити едноставно, меѓутоа сметам на вашата конструктивна поддршка овде во Советот да придонесеме на решавање на поголем дел од проблемите и да придонесеме за подобар живот на сите граѓани во општина Кочани. Уште еднаш го честитам конституирањето на Советот и посакувам успешна работа. По завршувањето на првата, веднаш започна и втората седница на Советот, на која како прва точка беше изборот на негов председател. Како предлог на мнозинската советничка група, за функцијата беше предложен Томе Солевски, кој на изборите беше носител на кандидатската листа на коалицијата што ја предводи СДСМ. Координаторот на советничката група, предводена од ВМРО ДПМН Лазо Митев, го честиташе изборот и верифицирањето на мандатите на сите советници и истакна оти тие како група ќе дадат поддршка на предлогот за нов председател. Ние нема да дадеме предлог за председател на Совет. Напротив, ќе го поддржиме колегата Томе Солевски од две причини. Првата е она што ја кажав и при мојата прва изјава пред медиумите, дека сакаме да покажеме пред јавноста дека ќе бидеме конструктивна опозиција, и втората е поради една неодамнешна заедничко минато со колегата Томе Солевски. Предлогот беше едногласно усвоен, пошто Солевски седна на председателското место во Советот. Заблагодарувајќи се на довербата, рече дека функцијата ја сваќа како обврска и очекува конструктивна соработка со сите советници. Благодарам за сите, прво до советничката група на Социјалдемократски сојуз и на коалиционите партнери. Голема благодарност за поддршката од ВМРО ДПМН и од коалиционите партнери, како и од Венко Крстевски како независен кандидат. Многу во моменти кога сите заедно ќе донесеме некоја одлука, јас се многу убаво, пријатно чувствувам дека почнува некој нов ветер до општината. Значи време е сите заедно да застанеме и да го направиме овој град поубав. Со наша помош градоначалникот треба да ја добие. Благодарност и за него за присуството, за поддршката цело време. Не знам што да ви кажам, уште еднашка многу фала за целосната поддршка и очекувам успех во нашата работа. Честитки за изборот на новиот председател на Советот упати и советникот од независната листа Венко Крстевски. Ја користам оваа прилика да му го честитам изборот за председател на Совет на општина Кочани на доктор Томе Солевски, да му посакам среќа и успеси во работата. Самиот начин на избор, односно предлогот што беше усвоен едногласно, покажа дека Советот во иднина ќе ги руши бариерите и ќе гради мостови на поврзување за конструктивна работа во интерес на граѓаните на општина Кочани. Исто така сакам да им честитам и на останатите советници, да ги повикам на конструктивна работа и соработка, се со цел во интерес на граѓаните на општина Кочани. Во вториот дел од седницата се премина на формирање на 11 комисии кои се во состав на Советот, а беше усвоено и предлог решението за советници кои како представници на општината ќе учествуваат при склучувањето бракови. Од вкупно 19 членови на Советот на општина Кочани, 7 се жени, со што е запазен принципот за родова рамноправност. При конституирањето на комисиите што ќе работат во негов состав, исто така беше испочитувана препораката за еднаква застапеност на мажите и на жените.
На втората седница, пред формирањето на комисиите како тела на Советот на општина Кочани, преку координаторите за еднакви можности на жените и мажите, беше упатена препорака за спроведување позитивни мерки, со кои при еднакви услови се дава приоритет на лицата од помалку застапениот пол. Препораката важи и се додека не се постигне еднаква застапеност на двата пола, или пак не се постигне целта заради која е преземена. Би сакала да го изразам задоволството што Советот на општина Кочани ја прифати препораката за еднаква застапеност на мажите и жените при формирањето на комисиите. Можеби ова е навистина мал чекор, но многу значаен. И верувам дека Советот на општина Кочани е еден од првите во државата што на ваков официјален начин на седница на Совет ги се застапува и ги почитува Законот за еднакви можности и позитивните мерки од тој закон за еднаква застапеност на мажите и жените. Овие мерки, позитивни мерки, треба да ги почитуваат и да ги применуваат и сите комисии, одбори кои дополнително ќе се формираат на локално ниво. Општина Кочани соработува со канцеларијата на UN Women во Скопје во насока на зајакнување на капацитетите на општинската администрација, како и на Советот за родово одговорно креирање политики и буџети и унапредување на родовата еднаквост. Новиот градоначалник Горанчо Крстев и членовите на Советот на општина Чешиново Облешево ги добија уверенијата за предстојниот 4-годишен мандат. На средбата што ја организираше Општинската изборна комисија, беа упатени честитки за изборот, при што беше речено дека со тоа започнуваат нивните обврски за работа во интерес на сите граѓани. Новиот градоначалник и членовите на Советот на општина Чешиново Облешево официјално ги добија мандатите за работа во наредните 4 години. На мала свеченост што се одржа во општинските простории каде што Советот ги одржува своите седници, председателката на Општинската изборна комисија Весна Ѓорева Малинова им честиташе на изборот и им порача да работат што поефикасно во исполнувањето на проектите што се од интерес на граѓаните. На доделувањето на уверенијата присуствува поголем дел од избраните на функциите, освен неколкумина советници кои заради работните обврски документот ќе го примат подоцна. Новоизбраниот градоначалник Горанчо Крстев од име на сите присутни се заблагодари на честитките и рече оти ќе се залага за што подобра соработка со целиот Совет. Ја поздравуваме Општинската изборна комисија за успешно извршената работа и ги поздравувам изборните советници и им посакувам успешна и заедничка соработка во интерес на општината и во интерес на граѓаните на нашата општина. Мислам дека заеднички треба да настапуваме, заеднички да работиме и да водиме нашата општина во право место. Во Советот на општина Чешиново Облешево има вкупно 11 советници, при што според резултатите од изборите по 5 мина се од коалициите на СДСМ и ВМРО-ДПМН, а еден кандидат беше избран од листата на партијата Народно движење за Македонија. По добивањето на уверенијата останува да се одржи и конститутивната седница на која ќе се изберат председателот и членовите на комисиите. Според правичните договарања, најверојатно првата работна средба на новиот Совет на општина Чешиново Облешево ќе се одржи на почетокот на идната недела. По завршувањето на изборите тече законскиот рок за отстранување на изборните плакати од местата што општина Кочани ги определи за бесплатно рекламирање на политичките партии. Учесниците во изборниот процес треба да го отстранат рекламниот материјал до втората половина на овој месец. Местата што општина Кочани ги определи за политичко рекламирање треба да бидат вратени во правобитната состојба во период од 30 дена по завршувањето на изборите. Обврска на организаторите на изборната кампања е да ги отстранат рекламните плакати. Според одредбите, последниот рок за отстранување на рекламниот материјал е до 20 ноември. За сега, скоро на сите локации каде што во предизборниот период имаше истакнато пропаганден материјал и понатаму се забележува дека тој воопшто не е отстранет или пак има остатоци од него. Освен тоа, предизборните плакати, како и надписи со пораки, беа истакнувани на места што не беа определени од општината, а по завршувањето на изборите на сопствениците на обектите може да им создаде дополнителни трошоци околу отстранувањето. Општина Кочани, почитувајќи ги своите законски обврски, определи места на кои политичките партии можеа да истакнуваат рекламни плакати без да платат некаков надоместок. Единствена обврска за нив е по завршувањето на кампањата да ги отстранат. Според членот 185 од изборниот законник,
Доколку организаторот не го отстрани сметот од плакатите, се изрекува глоба во износ од 500 до 2000 евра во денарска противвредност. Иако состојбата од изминатите постизборни циклуси покажат дека не се почитуваат законските одредби, надлежните не излегуваа со јавна информација дали некој од организаторите на кампањата добил казна поради неисполнување на преземените обврски за отстранување на рекламниот материјал. Заврши имунизацијата против грип во Кочани и регионот. Потрошени се сите набавени вакцини во општините Кочани, Македонска Каменица, Пехчево и Делчево. Мал дел остануваат во Берово и Виница. Иако интерес има од граѓаните, дополнителни вакцини нема да се порачуваат, велат од Центарот за јавно здравје. Во рекордно време заврши вакцинацијата од грип во Кочани, Македонска Каменица, Пехчево и Делчево. Мал дел вакцини има само во Берово и Виница, информираат од Центарот за јавно здравје Кочани. Според најавите, и тие вакцини ќе бидат дотрошени, но откако пензионерите ќе ги земаат пензиите. Речиси, сите имунизациони оделенија се соочија со недостаток од вакцини, а на ниво на регион беа требувани 2400 вакцини. 80% од лицата што се вакцинираа се пензионери. Секоја година, откако е почнало да се вакцинира. Добро, ве заштитува вакцината? Заштитува 100%. Инаку стално бе болен. А дали се вакциниравте против грип оваа година? Да, како и секоја година и оваа година. Мислам дека цената не е висока, предострожност нека. Заштитува од грип? Па мислам да. Неколку години заред не сум се разболувала од грип. Инаку, за Кочани беа обезбедени 900, за општините Делчево и Македонска Каменица 500, Виница 450, Берово 350 и за Пехчево 200 вакцини, а за само 3 дена од почетокот на вакцинирањето во Кочанскиот центар за јавно здравје беа потрошени повеќе од половина од набавените вакцини. Вакцинацијата е единствена превентивна заштитна мерка против грип и се препорачува за лицата над 65 години, особено хронично болните лица, малите деца под 3 години со намален имунитет, здравствени работници, лица со кардиоваскуларни и респираторни заболувања, како и воопшто за лица со намален имунитет. Вакцината против грип не е задолжителна и се дава на доброволна база. Цената на вакцинацијата, како и минатите години, и оваа година изнесуваше 400 денари. В сабота на 4 ноември во Домот на културата Тош Арсо во Виница ќе биде отворена првата самостојна изложба на плакати на Маријана Иванова, дипломиран ликовен уметник. Настанот е дел од манифестацијата на Министерството за култура Нов културен бран. Изложбата на плакати импостер како дел од манифестацијата Нов културен бран на Министерството за култура ќе биде отворена во сабота 4 ноември во изложбениот салон на Домот на културата Тош Арсо во Виница во 20 часот. Автор на изложбата е Маријана Иванова, дипломиран ликовен уметник, одсек плакат и визуелна комуникација, во моментов на магистерски студии одсек плакат. Изложбата опфаќа 50 плакати изработени за време на студиите во Националната ликовна академија во Софија, Бугарија, под менторство на професор Ѓорги Јанков и асистент Нинко Атанасов. Плакатот е уметност која има за цел со својата критичност и визуелни средства да ја потикне публиката да размислува за даден проблем или да ја информира. Темите на делата опфатени во оваа изложба опфаќаат различни видови на плакати – социјални, културни, рекламни и јубилејни, со акцент на дипломската работа, 7 плакати инспирирани од делата на нобеловецот Херман Хесе. Маријана е јасна во секој нејзин плакат. Представените творби се впечатливи и го разоткриваат современиот и разнообразен јазик на младата авторка. Без разлика на тоа дали поставува прашање или изјавува позиција, таа успева да го закове вниманието на гледачот. Смелост во изборот на представеното и наоѓање на најсоодветната графичка техника се причините поради кои нејзините дела ја провоцираат нашата чувствителност и оставаат трајни траги во нашите мисли, вели за авторката на изложбата професорот Ѓорги Јанков. Целта на изложбата е да се едуцира локалната публика за значајноста на овој вид уметност и да се представи уметникот пред домашната публика после многобројните учества на интернационални изложби во Турција, Велика Британија, Иран, Лихтенштајн, Австрија, Русија, Полска, Мексико и Казахстан.
Изложбата ќе ја отвори професор Ѓорги Јанков, раководител на катедра плакација и визуелна комуникација при Националната ликовна академија во Софија, Република Бугарија. Во петок, 3 ноември, во градскиот парк во Кочани ќе се одржи културен настан под наслов Ритмички круг заедно како едно срце. На настанот ќе земат учество ученици, наставници, родители и сите заинтересирани граѓани кои ќе се здружат во ритмички круг и преку ритам ќе соработуваат, ќе создаваат хармонија и ќе чукаат како едно срце. Настанот е организиран во соработка со музичари, тапанари и граѓаните. Настанот го организира Центарот за заедничка основа како дел од иницијативата Нов културен бран, подржана од Министерството за култура на Република Македонија. Носители се хорот и оркестарот од Основното училиште Свети Кирил и Методи и музичарот Драган Теодосиев, студент на Факултетот за музички уметности во Штипа. Понеделник во библиотеката Искра во Кочани ќе биде отворен 12-тиот поред саем на книгата. Своји изданија ќе излагаат 15 реномирани издавачки куќи. Јавната општинска установа библиотека Искра од 6 до 11 ноември ќе го организира традиционалниот саем на книгата, кој годинава се одржува во рамките на одбележувањето на месецот на книгата 2017. Саемот ќе биде отворен во понеделник на 6 ноември во 12 часот во просториите на библиотеката и истиот секој ден може да го посетат граѓаните на општина Кочани, љубители на книгата од повеќе жанрови. Годинава на саемот во Кочани ќе излагаат своји изданија од најновата книжевна продукција 15 издавачки куќи, меѓу кои се Култура, Матица Македонска, 3, Арсламина, Феникс, Антолог, Ѓурѓа и други. Интересот за Кочанскиот саем на книгата меѓу издавачките куќи е голем, бидејќи Кочани и неговите жители со години наназад го носат епитетот на големи љубители на книгата и најновите изданија, кои можат да се купат по саемски цени на годинешната манифестација. Инаку, според најавите, ќе биде понудена стручна литература, белетристика, училишна лектира и детски изданија. Да нема непотребни помпезни расфрлања и подготвување храна за задушница, апелираат свештениците, кои што на ден пред задушница подсетуваат и советуваат дека покојните немаат потреба од храна и затоа потребно е да се даде храна на сиромашни луѓе, а за покојните да се упатуваат само молитви. Во петок и сабота се одбележува задушница пред големиот празник Митровден. На задушница да се носи само лепче, пченица, црвено вино и свеќи. Доколку се носи храна, тоа да биде скромно и истата да биде раздадена на сиромашни. Со ваков апел излегоа свештениците на ден пред задушница, раководени од искуството дека луѓето со изговорот да се најде пред покојниот носат големи количини на храна на гробовите и прават помпезни настани од самата задушница. Покојните имаат потреба само од молитви, велат свештениците. Она што како црква не, да речеме, загрижува и пред се иритира е тоа начинот на, ајде да го кажеме, празнување на овој празник, именно е тоа што многумина од оние номинални верници на овој ден по завршувањето на молитвата од страна на свештеникот раздаваат обилна количина на храна на другите посетители на вечните живеалишта на нашите ближни. Таквата практика е позната на црквата, но таквите дарувања треба да бидат пред се за покој на душите на починатите и обично нашите предци практикувале, без разлика дали тоа ќе биде помош во храна или во било што друго, дали финансиска помош, да дават пред се на сиромашни луѓе кои што немаат да си дозволат да речеме еден нормален живот, а не да биде тоа еден вид како да го кажеме надпреварување кој повеќе ќе спрема, бидејќи овде се губи целата суштина на целото тоа молитвено расположение кое што го имаме ние како православни и целиот тој молитвен контекст во врска со нашите ближни починати. Свештениците појаснуваат зошто задушница се слави пред Митровден. Самото име кажува дека овој ден е посветен за помен, односно упатување на молитви кон Бога за нашите ближни кои што се упокоиле во сонадржна воскресение. Оваа практика е специфична само за словенската група на народи, имено кога во 1380 година
тогашниот цар Димитри Донски извојал победа над татарите, побарал од тогашните црковни авторитети да се изврши помен за покој на душите на паднатите борци. И со тек на времето ваквата практика добила преобразба, имено молитви не се упатувале само за душите на војниците во тогашната руска армија, туку и за сите упокоени, како што кажавме, со надеж на воскресение. И како таква практика е пренесена во сите славенска група на луѓе, вклучувајќи во Македонската православна црква. На задушница пред големиот празник Митровден, луѓето ги посетуваат вечните почивалишта на покојните, каде што со свештениците и луѓето упатуваат молитви за починатите. Во петок, со почеток во 14 часот, свештениците од храмот Свети Великомачени Ѓорги во Кочани ќе излезат на вечните почивалишта на починатите лица и ќе вршат помен за нивната душа. А во сабота во 7 часот наутро ќе се читаат молитви за упокојување на душите на починатите. Почитувани, прогнозата за времето беше последната информација во ова издание на вестите. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите ги имате и на канал 8.mk. Довидување.